Спонзорот Цермат ви представува. ...270 настани во рамките на овогодинешното издание на Битфест. Малиот битолски Монмартар гостуваше во Хонг Конг. Нинџа желките уште денес во 3D киното во Битола. Овогодинешното издание на Битолското културно лето понуди 270 проекти на повеќе локации во градот, на кои настапија уметници со различен профил од државата и странство. Од 27 јуни, кога во старата Битолска чаршија премиерно беше прикажан мултимедијалниот проект Камера, се до затварањето во античкиот театар Хераклеа со спектакуларниот концерт на Владо Јаневски. Битфест е манифестација која што со својот концепт се прослави надалеку и не само во Македонија, туку и во други држави, истакна градоначалникот доктор Владимир Талески. Значи оваа година ни е 9-тото издание на Битфест, уште од утре почнуваме да го подготвуваме 10-тото јубилејно издание на Битфест. Се надевам дека исто така ќе биде одлично, како и сите изминати. Меѓутоа и сами ќе констатирате дека од година во година навистина сме поинтересни и се попосетени, би рекол, затоа што имаме концепт кој што значи задоволување на критериумите на публиката. И на возрастите, но и на вкусовите се разбира, така што во нашиот Битфест ќе видите многу изложби, рок групи, поп групи, многу музика, театарски представи, гостувања. Оваа година знаете дека имавме гостувања од над 20 земји, така што се одлучивме да започнеме со еден перформанс кој што беше практично посветен на браќата Манаки, кои што нели веќе се историски личности, каде што се поврзува историјата, традицијата и културата. Тоа беше на почетокот и се одлучивме за еден од најдобрите наши музичари, наша балканска, европска и светска звезда Владо Јаневски, кој што има прекрасни песни, би рекол за наши прилики евергрини. Јас многу го почитувам Владо затоа што ретки се луѓето кои што целиот свој живот знаат да го посветат на една работа. Тој има прекрасни песни, прекрасни текстови, одлична музика, одличен музичар и многу голем пријател. Ја сака Битола, ја обожува Битола и се договоривме уште минатиот пат кога се видовме да направиме нешто убаво и големо за Битола. И токму тоа е вечерашниот концерт. Значи концерт во живо, во проширен состав, како што ви каже Владо. Имаме одлична посетеност и каде ако не во Хераклеа, вечниот град Хераклеа, кој што има одлична акустика и убеден сум дека ќе биде сета ова вечера заедно што ќе го направиме на задоволство на сите наши кои што ќе не следат. Значи завршува со ова 9-тото издание на Битфест и се надевам дека сета ова изминатиот период што го понудивме беше на задоволство на сите наши од Битола, на сите гости од околните градови, од околните земји и се разбира најмногу на оние кои што најчесто доаѓаат од европските и прекуокеанските земји, сакаат да се забавуваат и мислам дека тоа е една од најважните причини за подигање на прагот на посетители, на туристи во нашиот град. Битола е исклучително место со голем број културно-историски места, тие го имаат своето светско значење, меѓутоа што би значиле тие доколку не ги вклучиме во животот на нашите граѓани. И затоа на нашите уметници им го нудиме простор од цела Битола како една голема сцена со многу пунктови каде што се случуваат голем број содржини, така што имаше денови кога имавме некогаш 2 до 3 на ден, но некогаш до 7 содржини на ден. Така што на оние најумпорните им честитам и ги поканувам до година пак да бидеме заедно. Се надевам со уште многу убави содржини без разлика од која сфера на уметноста. По 9-ти пат Битфест понуди најразлични културни содржини за сите генерации и вкусови. Вкупно 270 настани за време од 60 дена беа одржани на повеќе локации низ градот, а во функција на најдолгото културно лето беа ставени сите атрактивни простори и објекти со висока културно-историска и уметничка вредност на конзулскиот град. На уметниците им беше понуден просторот во Битола како една голема сцена со многу пунктови каде што се случуваа голем број на содржини, така што имаше денови кога имаше 2 до 3, а некогаш дури и 7 настани дневно. На годинешниот Битфест за 60 дена се одржа 270 настани од музичката, ликовната, сценската и визуелната уметност, од кои неколку беа интернационални манифестации со врвни уметници и гости од 20 држави.
Членови на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи Битола, воедно редовни учесници на меѓународната детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартер, престојуваа во Хонг Конг, каде се одржуваше вториот меѓународен ликовен фестивал за деца, инспириран од фестивалот во Македонија. Младите ликовни творци Ангела Каранфилова, Петрина Размовска и Мартин Димитриевски ги предводеше академскиот сликар Никола Славевски, кој заедно со уште стотина деца од цел свет цртаа на слободни теми и архитектура во Хонг Конг, информираат од детското ликовно студио Свети Кирил и Методи Битола. На ликовниот фестивал во Хонг Конг учествуваа и ликовните педагози Коста Хаџантоновски и Елена Хаџантоновска, кои како и минатата година беа членови на меѓународното стручно жири. По барање на публиката, нинџа желките уште денес во 3D киното во нашиот град со почеток од 20 часот. Темнината се вселува во Њу Јорк, откако Шредер и неговиот зол клан земаат се во своји раце, од полицијата до политичарите. Иднината изгледа одвратно се додека четворица бездомни браќа не излезат од канализација и ја откриваат нивната судбина како тинејџерски мутантски нинџа желки. Тие мора да работат со бестрашната новинарка Ейприл Онил и нејзиниот камерман Вернон Фенвик да го спасат градот и да го спречат ѓаволскиот план на Шредер. Во филмот играат Меган Фокс, Алан Ричардсон, Пит Клозак, Ноел Фишер, а режијата е на Джонатан Лиебесман. Се гледаме на кино.